Во ова издание на вестите гостин е представник од бизнис заедницата од Струмица, стопанственикот Миле Милановиќ. Милановиќ, владата го усвои петиот пакет мерки, кој што значи подобрување на бизнис климата. Генерално во Македонија, каква е состојбата во Струмица? Сметате ли дека можеби ќе се вратат оние работници кои што сплет на околности останаа без работа поради пандемијата со COVID-19 и каква е во моментов бизнис климата во Струмица? Со оглед на тоа дека тие што беа најпогодени дејности, угостителството, туризмот, последниот период некако почнаа да работат, како се намалуваа бројките на заболени, ги ослободуваа мерките на предпазливост и на заштита од COVID-19. Мислам дека пополека се враќа и овој сектор, далеку е уште да кажеме дека е вратен и дека ги прави бројките што се за очекување. Производството во одредени дејности се зголемува, се враќа на некоја нормала, уште има проблеми со извоз, со увоз на суровини, уште постојат гранични бариери, движењето е намалено, значи и контактирањето е на некоја друга нормала, отежнато, меѓутоа се надеваме дека кога ќе почне и процесот на вакцинирање, ќе се ослободат дејностите и ќе почне малце повеќе да функционира економијата. Така, во пакетот мерки предвидува и плата за работниците, колку тоа може да се смета како бенефит и обстојување на било кој бизнис? Види, во сите, тоа е 50 на мерки, во сите сетови до сегашни беа опфат на помош преку платите на вработените, посебно во дејностите кои целосно нема никакви приходи. Тоа има двоен бенефит од таа мерка. Едната што компаниите не мора да ги отпуштаат своите вработени, едноставно ги чуват на работа, им ги даваат средствата, и второ, не се губи таа маса на пари што ни треба во економијата за во даден момент да ја придвижи, односно да се вртат пари, стока пари. Така да таа мерка продолжи и сега петиот сет на мерки има најголем опфат од различни дејности, опфаќа најголем број на различни дејности, не само по плати, туку ги опфаќа и компаниите кои не беа погодени од ковидот, меѓутоа сакаат да го продолжат темпото на развој и да инвестираат во поголема продуктивност, во нови машини, во откривање на нови пазари. Мислам дека во сетот има помагање и на приватните здравствени установи и некако со спојот на новиот повик на фонд за иновации и технолошки развој, мислам дека некако се комплетира сликата, ќе има една поголема маса на пари за инпут во економијата, која ќе дава одреден резултат на придвижување на економските движења. Така, сведоци сме од Тирен дека во Струмица реално и некои од бизнисмените се осудуваат да отворат нов бизнис. Имаме ли поволна клима за почеток и старт на нов бизнис во време на пандемија? Сега зависи и кој бизнис, меѓутоа, ајде да кажеме, стартно нема лош почеток на бизнис. Ако си има добра идеја, ако си има цели поставени и очекувања, прогнози, мислам дека и добро е за сите, да кажеме, и сега работната рака полесно би се наоѓала во моменти на не толку динамично работење, полесно ќе се вклопат во новата средина, така да нема лош моментум. Сега кога мислиме дека има предвижување, затоа што параметрите, ланските параметри или со претходните тромесечја покажуваат дека има раздвижување, има раст. Негативниот тренд се застана, се стабилизира и почнува некој тренд на зголемување и на индустријското производство и на економските параметри, трошења и така натаму. И само накратко, кога можеме да очекуваме пораст во економијата во време актуелна се уште пандемијата? Реално пораст кај нас голем опфат е угостителството и туризмом.
многу учествува во бруто домашниот производ. Ние се уште ќе имаме намалена маса на бројки на бруто домашниот производ. Темпото на тоа, ајде да кажеме, добро темпо што го имаше за продуцирање на нови вредности, ќе се очекува целосно да почнат сите да функционираат. Тоа значи дека ќе помине доста време, никој не знае, голема е неизвестноста што ќе се случи со мутација на вируси, што ќе се случи со вакцини, дали после процесот на вакцинирање ќе дозволат слободно движење на луѓе, послободно движење на стоки. Целиот тој процес влијае и врз пореметување на цените на светските пазари, од суровините па до транспортните трошоци. Има некое пореметување сега, повисоки се цените и на транспорт и на суровините, така да ќе треба да помине уште малце време и неблагодарно е да се прогнозира нит време, нит период. Меѓутоа, трендовите што ги покажуваат дека се подобруваат бројките, ни влева некоја оптимистичка доза дека брзо би завршило сето тоа. И само за крај, вашата компанија отпушти ли работници од работа во периодот кој што изминува? Не, нашата компанија е од тој сектор кој баш го зголеми производството. Имаше голема побарувачка на сектор хигиена и на сектор дезинфекција. Ние сме од тој сектор кај што го зголемивме бројот на вработени и се повеќе размислуваме на уште поголема индустриализација, технолошки развој и зголемување на капацитетите, затоа што сега ја гледаме шансата и за освојување и на странските пазари. Ви благодарам. Благодарам.